Мореше го се погоди ова темата за одморите. Не само тука што си изназборав и по интервјуа почна да ме прашват и да пишам интервјуа, и пуштат прашања од портали, мислиш кузнай кој е на одмор. Крало Адамој. Има увај сличиња што ги немам постирано, ама знаеш македонскиот начин кој е? Оиш на одмор пример 10 дена и после уште 2 месеци клаваш слики видеа, демек цело лето си ти таму, не дека си тука врате. Нема врска бате, ти цело лето си на одмор. Абе кој е ко тебе? Абе нема време дур бев таму да постирам, бев многу зафатен со уживање, затоа ги си постираме сега накнада. Таман имаме песниче, сега Раф ќе си го клаиш во позадина, ќе си клаиш некој сличе видео, таман. Туку што правиме со овие осет што немат по плажите, тоа да ми кажи некој. Некако малце ми беше една епизода да правам муавет на тата. Може и денес исто да збораме? Свери шо ве прашувам, јас као се вика емисија. Кој те праша бе бате, за исто да ќе зборам и ден. Мислам ќе го продолжиме муавето, нема сигурности да зборам да кажи. Така што пуштаме шпица и одим. Ајде бате пуштај. Како да познаеш балканци кои ќе ош на плажа? Прво и основно најгласни. Вистина има и други гласни нации по светот, ама колку балканци што можат да бидат гласни никој не може. Не за друго, пошто другите нации што се гласни се обично весело гласни. Балканците кои се гласни малце страв те фаќа. Дека ние не знаеме да се веселиме, туку напротив, до толку знаеме што луѓето страв ги фаќа околу. А бога ми знаеме и да се љутиме. Не е одмор дур не слушниш нешто типот. Еј, кој фрла со песок бе? Јасно. Муавето ни авторо не знае да си го преведе и баш заради тоа на сите уште пострашно му звучи. Пошто не е чаре ти да направиш нормален муавет, не бате, треба да се вика по деца, по жена, по маж, по наши, по туѓи, покрај викањето што е нешто што најчесто го правиме балканци. Пцуеме бате. Значи луѓето од странство по плажи и по држави кај што одат балканците не се свесни колку се пцуени. Среќа што не ни ги разбират јазиците. Значи не е чаре балканец да сретни луѓе од друга држава и тие да поминат без да бидат опцуени во некој момент. Шанса не. Не оти некој нешто му сгрешил, туку не го знаат јазик, кој така лабаво ме све. Пошто полесно го не те разбира човек. Друга работа по која можеш да познаеш балканци на плажа е по муабет, не по јазико, по јазико нормално ќе ги познаеш, туку по зборање. Пошто аз се седни на плажа како балканец и одма се почнува муабет, се мели, се дроби, за сите се збор. Освен кога ќе поминват други луѓе. Особено ако се слушни сличен акцент од подалеку, одма се заќутва. Се заќутва за да се слушни муабето поубаво. И тоа е одлика само на балканци. Луѓе од другите држави кои ги се од на плажа, ако си прат меѓу себе муабет, си прат меѓу себе муабет, кој сака нека врви, кој сака што сака нека збора, не ги интересира бе брат. Арнама балканците ги интересира. И може да се збора за најбитното нешто, ама ако се слушни некој сличен акцент, одма се заќутва. Дур не поминат овие со акцентот сличен за да се чуе, да се види од кај се и шо се, кој се. Ко не баре сите од едно село сми се ќе познаеш од која фамилија се. Ко старите на времето, чи си ти ведете? Е тоа е муавет. Трета работа по која можеш да познаеш балканци на плажа е зјапањето, гледање. Пошто никој друг во свето не го интересира кој има, кај има, зошто, кој збора, шо збора, како изгледа. Там добро се нормално со честни исклучоци, ама балканците сите ги интересира се за сите. Што значи влегваш на плажа и фрлаш еден опул, сите што те гледат тебе кај што одиш, кај што влегваш, сите се балканци. На друг никој не му е гајле дека си таму. Зошто му е на овие гајле и то немам да разберам, ама ете, не е битно ни кој си, ни шо си, ни дали те знаат, ни дали не те знаат, ни дали си од тука или не си. Битно му е да видат се. Се да се види, се да се изогова. И то не е да видат и да си продолжат со муавето, не бате. Те гледа, полсат те гледа. Ако случајно ги заинтересираш, цел ден ќе те зјапа, толку не му трепну. Да ти дојди слика да изваиш и да му однесиш, на ти е на слика гледа. Не знам што ќе гледаш, ма гледа. Боже го. Уште поако не ни мора да ги видиш сите што се во екипата. Доволно е една личност да видиш негде на плажата за да ти се јасно дека таа екипа таму се од Балкан. Пример, ако видиш некој маж вака поднадуен собран стомако, особено вака ако му се клаени рацете во Ф позиција, балканец бат. Значи кој сака што сака нека ми кажува дали е млад, дали е стар, ако го видиш вака поднадуен, балканец. Пиши Б таму, готово. Особено па ако е опечен, жар во кожата и вака застанат и се печи упорно. Балканец е и то на викенд е дојден, ама стои да се опечи поке за да речи на одмор бе фјас. Ти како ти без боја ќе се јас на пример не ми се ва. Кој ме сретна шо ти џабе беше на одмор, не ти се познава. Абе оти мора да се опеча, мора ражнич да се прам вака
да се превртвам како риба на тој песоко за да се опечам за да речите леле браво на одмор беше. Абе не мора ич да одам. Дип убое за малио здраво, иначе јас можам и тука да си се одморам и си се оптегнам гајлеви. Исто така многу битна позиција. Легнат на плажа, ма оптегнат вака цел. Оти ако си стоел вака, ако си се сунчал, може ќе фати, ама ако се оптегниш, цела кожа ќе те фати, после кога ќе се спуштиш, уште поцрн си. Кој ја има таа виша математика направено, не знам, алал да му е, ама во моментот кој видиш некој вака оптегнат на плажа целио, истегнат скроз, крпата само прекугла или весник или нешто, балканец е со тапи. Значи не постои друга личност на светот така што ќе застане. Тоа е само балкански изум. Сите во светот се сунчат нормално, онака ќе си прави муавет со други, ќе легни на грб, на стомак, нешто ќе чита, ќе прави. Природно да биди во некоја природна позиција. Неват балканец кој се сунча, кој се оптегни вака ко соларно, ко панел соларен. Цело сонце да го впие, оптегнат сите можни клетки да примат сончева енергија. Чакрите да му се отворат. Да е кабели без купача така ќе застани. Пиштол, како што го мајка родил. Арно ма шо ќе речи народ? Пошто шо знаеш, може ладно да дувни малце. Се биду. Значи ако видиш такви соларни панели застанати само глата покриена, балканци се ват. И то зависи во кој дел од денот ги гледаш, можеш дури и по години да ги подели. Ако тргнеш на плажа од Савајл, Сабасава што викаме битолчани. И ако далеку видиш уште во 7-8 Савајле соларни панели оптегнати вака, возрастни балканци ват. Тие си одат по јуст стандард. Од Савајле до 11, по ручекта од 5 сат. Пошто не сме да се пропушти ни до ручек, ни ручек, ништо. А ако ги видиш во тој жешкиот период од 12 па натаму, тогаш сигурно се помлади. Пошто младите излегват навечер, ги мрзи да станват од Савајл и да подот. Исто така, ако видиш некој надушек оптегнат среде во вода вака се сунча, мора да е балкан. Чи никој во светот не го прави тоа. Ќе земат кајак, нешто ќе весла, штица за сурфање, шо било, нешто ќе прат активно и покрај активноста, покрај тоа што ќе одат ќе прошетат места, ќе си сунчат. Неват. Балканецот душеко ќе го дува. Не носи ни пумпа, со плуќават. Одлично искуство кажувам. Не одмера. Ќе дува фолсат синејци во сурато ќе се направи и ќе влези во вода и ќе се оптегни на тој душеко вака во ова позиција или во ова после тоа обратно. И то во најжешко и го ќе излези по 2 сати вате. Боја Порше. Цела вечер јогурти да мачка. Цела останат одмор да се митари, да ја остава кошата по плажи. Исто така знаеш што е балкански изум? Со наочари за сонце во вода. Јас во веко неам видено личност од друга држава да влези со се наочари за сонце во вода. Ама зато јас пример имам влезено. Задуше јас и со се капа имам влегвано да не ми загори келешката. Сега веќе ја навикнав, не е страшно. Ама тоа е дефинитивно балкан стайл. Или пример кај жените, како ќе познаеш жени од Балкан. Значи сите во светот одат влегват в море и се шлапнуваат цели. Само жените од Балкановате влегват до тука вака. И ќе плива и главчето надвор фатено, врзано во пунџа, торта пунџа, онаква горе вака штипката или то стегачо како се вика. И уште наочара за сонце ако има клано по Балкан не може да биде тоа. И вака надвор со главчето, желки. Си ќе речиш и ути не ја клават глава. Не ја клават прво заради тоа што неќат секој ден да си ја капат коса. Пошто за разлика од нас мажите, кајни в то капењето, миењето коса е процедура, вате, немам да ти опишам. Ние го треба со сјај за пајнци миење ќе измиеме глата, не ниме, не вате. Ваква маска, таква маска, шампон, регенератор, не знам каква маска, не знам шо, па капки некој, па не знам. Па то треба да не се суши, па да отстои, па не знам. Крај нема брат. Не за друго, пошто мислат дека тоа е начинот и дека така се најубави. Не сваќат дека мажот што ги сака, ќе ги сака во сите нивни форми и облици, особено во тие таквите природни. Со бушава коса, солена од море. И да е само косата ќе речиш ај како било. Се пази шминката, бе. Да, балканска жена можеш исто така да познаеш, пошто само таја ќе ви нашминкана на плаж. Нигде во светот не се шминкат луѓето за на плажа, одат за да се олабат таму, не за да се стега. Арнома невате што ќе речи народот, многу битна работа. И ќе земат, ќе се спремат, ќе се шминкат, ќе се тинтрат, ќе се онакват, нема да се искапат како што треба, ќе се стегат цело време, само заради што ќе речи народот. То не одмор бе, што одмор е тој мор. Олавајте си ја душата. Што демек не знат луѓето дека шминка имаш клаен. Демек не знат филтери кои клавате по сликите, бе јасно му е на сите се. Олавајте си ја душата, супер сте сите. Тој што треба да те сака ќе те сака, тој што не треба да те сака, што сака да збора глупости ќе збора, ти што сакаш клаен. Не знам зошто си ја замарате душата до тоа. Ама добро, на крај на денот, кој ме праша така? И тоа е, сигурно има и други работи. Ама да остае за денес. Што викаат? Да оставиме нешто и за другите денови. Да не ви дојди многу наеднаш клизач. Вие останете си на нашата програма, а ние си се гледаме наредна епизода. Поздрав и имајте убав ден.